Почитуван мандатар, почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Мисовски, ве слушам во вашиот говор, зборите за лекција СДСМ одржала за демократија. Сметам дека воопшто не сте во право и дека апсолутно вие бевте тие кои што го поделија народот во Македонија на наши и ваши. Го спомнавте и председателот, нов председателот бивш на собранието, и морам да ви напоменам дека дали е Африм, дали е Талат, воопшто не е битно. Битно е начинот и демократијата на кој што беше избран едниот и другиот, не беа исти. Начинот на кој беше избран Талат Джафери за председател на собранието воопшто не беше демократски и не беше волја на граѓаните на Република Македонија. Гледам повеќето од вас, пратеници од групата на пратеничката на СДСМ, излегуваат и поискусните балансираат во говорите, така нежно, джентли зборуваат, а ги пуштате понеискусните сега повеќе да газат. Па баш знатижелно ме интересира од која причина почнавте вака да се однесувате во вашите говори, а следејќи ве во поранешниот состав не беше баш така. Драго ми е што признавте дека не сте искусен во извршната власт, но ова сега го признавте пред граѓаните на Република Македонија. А ако не знаете кој изгуби, а кој победи на изборите, така се изразивте кон мандатарот, погледнете ги изборните резултати и ќе видите дека имате најлош резултат во историјата на вашата партија, односно вашата коалиција. ВМРО има најдобар изборен резултат. И за крај, во целата ваша дискусија гледам дека делите добронамерни лекции, па кога бевте така добронамерни, вака знаевте да делите лекции, зашто тоа не го направивте на дела кога веќе имавте можност 7 години. И кога веќе сме кај гордоста, гледам дека ја прочитавте дефиницијата, но дефиницијата од Википедија, но седнете и прочитајте што значи гордост во христијанството и во Библијата. Во тој правец гордо значи да работиш вредно, честно, да правиш добро на другите околу себе, а за тоа да не очекуваш ништо од другите, ниту благодарам. Оваа влада Ви благодарам. Ви благодарам.